Кратки најави за денешниот дневник. Езерската полиција одржува поволна и стабилна безбедносна состојба на македонските територијални води во Охридското езеро. Доброволното противпожарно друштво Ентузијаст доби возило, донација од Тирол. Шампионите од Пионерската лига на ГРК Охрид на средба со Пецаков. Промовирана книгата Охридска тврдина, монети на Римската република, Римската империја и нивните провинции. Трамп го губи трпението со Русија за мировниот договор со Украина. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес, по свежото утро, во текот на денот имавме претежно сончево, ветровито и потопло време со појава на локална облачност и со максимална дневна температура до 20 степени Целзиусови. Во вторник над областа на Алпите ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок кој што во северозападна Европа ќе услови нестабилно време со поројни врнежи од дожд и услови за појава на невреме. Врнежи од дожд се очекуваат и во источноевропската низина и делови од источна Европа. Во останатите предели ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во поголемиот дел од Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Во централните предели зголемена облачност, а во крајните северни предели нестабилно време со локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 21 до 27 степени. Во Македонија во вторник по свежото утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува слаб западен и југозападен ветер. Утринските температури ќе се движат во интервал од 4 до 12 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 17 до 27 степени. Во Охрид во вторник по свежото утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува северозападен ветер. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во четврток и петок ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22, односно до 24 степени. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи,
кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Граничната езерска полиција оддржува стабилна и поволна безбедносна состојба во водите на Охридското езеро. Покрај заштитата на македонските територијални води, спречување илегални преминување на државната граница во езерските води, справување со шверцери и други прекршители на законот, заштитата на рибниот фонд од рибокрација е приоритет на припадниците на езерската полиција. Безбедносната состојба во македонските територијални води на Охридското езеро и должината граница во должина од 23,5 км со соседна Албанија е поволна и стабилна. Полициската станица за граничен надзор Охридско езеро или така наречена езерска полиција презема интензивни мерки за сузбивање на казнени дела спротивни на законот за внатрешна пловидба, за рибарство и аквакултура и други прекршувања на законите. Полициските службеници преземаат интензивни активности на терен, значи со пловен објект во водите на езерото, вдолж целото крајбрежје, но и спрема граничната линија кон Република Албанија. Контролите се интензивни, се вршат кон пловните објекти и се разбира целта е да се придонесе за одржување понатамошно на стабилната и поволна безбедносна состојба во езерските води. Граничната езерска полиција во соработка со Државниот инспекторат за земјоделие вршат интензивни контроли за сузбивање на незаконитиот риболов во езерото. Од почетокот на оваа година полициските службеници од полициската станица за граничен надзор извршиле 33 акцијски контроли на подрачјето на Охридското езеро и граничниот појас према Албанија. Одземени се 180 мрежи во вкупна должина од околу 10 километри. Пронајдени и одземени се
500 парчиња најразновидна риба, откриени се 3 кривични дела за незаконит риболов и 47 прекршоци согласно Законот за рибарство и аквакултура. Против овие лица, значи против лицата рибократци ќе бидат и се веќе поднесени соодветни пријави. Граѓаните задоволни од ангажираноста на езерската полиција, но сметаат дека во делот на сузбивање на рибократството треба поголема ригорозност. Езерскава полиција си е бркат работава како што не било досега. Не било досега. Со кажвење. Мислам, немој лошо сега да навивам за едни, да навивам за други. Луѓево си е терет кој што треба работа. Сам требите уште поригорозни да се. Све позачестени контроли имат и мислам дека е правилно и мислам дека ги прават во целото Охридско езеро, во целиот крај и тоа е добро да се веќе направи еднашка ред како што треба. Покрај заштитата на македонските територијални води, на рибниот фонд од рибократци и легални преминувања на државната граница, езерската полиција се справува и со шверцери и други прекршители на законот. Мерките полициските службеници ги спроведуваат самостојно и во соработка со други организациони единици на МВР, Регионален центар за граничен надзор Запад, Капетанија на пристаништа Охрид, Државниот инспекторат за земјоделие и други. Доброволното противпожарно друштво Ентузијаст од Охрид доби донација возило. На австриската делегација од Тирол, која обезбеди оваа донација, во општина Охрид им беше одржана презентација за делувањето на противпожарната единица, противпожарната опрема и капацитетите на возниот парк, како и кадровските потенцијали за делување на терен. Градоначалникот Пецаков вели, оваа сезона се поподготвени за делување од лани. Во пресрет на летото, кога се зголемува опасноста од појава на пожари на отворен простор, а со цел да не се повтори состојбата од лани, со големите пожари кои беснеја во Националниот парк Галичица и на Илинска планина, во Охридскиот регион изминатиот период силно се работи на превенција. Викендов доброволното противпожарно друштво Ентузијаст од Охрид доби донација возило од Австрија. Градоначалникот Пецаков вели, оваа сезона се поподготвени за делување од лани. Поподготвени дефинитивно, меѓутоа за такви пожари сепак е најбитно теренското гасење. Праксата покажа дека она што го добивавме како поддршка од воздух, да, е доволно како почетно, меѓутоа сепак теренската работа е многу битна. Ево, напредуваме во тој дел по однос на доброволните противпожарни друштва кои што ќе се како на додаток на она што го имаме како територијална противпожарна единица во Охрид. Сега за таа цел имавме неколку состаноци, односно поточно 2, кои што се договаравме за критични точки на разни висини на самата територија на општина Охрид, не само на планината Галичица, туку и секаде онамо каде што имаме шуми и планини, да поставиме и одредени да кажам цистерни со вода, кои што ќе бидат полесно да се ќе биде многу полесно и поедноставно за да се обезбедува вода во пократок период. На австриската делегација во општина Охрид им беше одржана презентација за делувањето на противпожарната единица, опремата и капацитетите на возниот парк, како и кадровските потенцијали за делување на терен. Во дискусијата беше потенцирано дека во општина Охрид има неколку критични точки за делување, а тоа е стариот дел на градот, централното градско подрачје и крајбрежјето на Охридското езеро на потегот кон Светинаум. Воедно беше подвлечена потребата од активна волонтерска служба за противпожарна заштита, која што треба да биде соодветно опремена за делување при поголеми пожари во регионот. Има добра волја од страна на австриската влада да помогне во овој дел, имаат огромно искуство и знаење кое што можат да го споделат со нас, така да овој тип на проекти се многу добри за подигнување на македонските капацитети кои што ги имаме во овој дел. Сметам дека треба да продолжиме во оваа насока и се надевам дека нема да останеме само на Охрид, Куманово и Тетово, како што и напомена амбасадорот. Уште еднаш благодарности до нашите пријатели од општината Тирол, кои што безрезервно ја го споделуваат своето знаење, искуство, пракса со нашите доброволни пожарникари. А главни цел е да се развија. Главна цел е да се развива, како што кажа министерот, системот на доброволци, да се јакнат капацитетите на пожарникарите во Македонија.
Ние започнавме, се надевам дека со полна енергија ќе продолжиме и ќе правиме уште успеси. Противпожарната служба во Охрид брои 39 вработени во текот на 2023, 24 и 25 година. Имала вкупно 1280 интервенции од различен карактер и има потреба од дополнителни кадровски потенцијали, особено во периодот на летните месеци. Со дефиле низ градот, охридските пожарникари ќе го одбележат Денот на пожарникарите. По повод 20 мај, Денот на пожарникарите, територијалната противпожарна единица Охрид ќе дефилира низ охридските улици со противпожарни возила со почеток во 11 часот, а во 11 часот и 30 минути ќе се одржи презентација на противпожарна опрема, информираат од Охридската пожарна. Најмладите охридски ракометари, државни шампиони на средба со градоначалникот Пецаков. Градоначалникот Кирил Пецаков предпладнево ги прими ракометните шампиони на градскиот ракометен клуб Охрид од Пионерската лига, кои синоќа во Битола понесоа убедлива победа пред нивните врсници од Еврофарм Пелистер 2. Претходно во полуфиналето охридските ракометни надежи беа подобри од врсниците од ракометниот клуб Вардар. Првиот човек на градов изрази огромно задоволство и гордост за постигнатиот успех. Им се заблагодари на ракометните надежи за прекрасната игра и убедливиот триумф и посочи дека и во иднина локалната самоуправа ќе го поддржува овој ракометен клуб. ГРК Охрид е предводено Наум Бабачев, формиран е во 2011 година, а од 2013 година е поддржуван од Охридската локална власт. Промовирана книгата Охридска тврдина, монети на Римската република, Римската империја и на нивните провинции од Даница Размовска-Бачевска. По повод 18 мај, Меѓународниот ден на музеите, вчера беше промовирана книгата Охридска тврдина, монети на Римската република, Римската империја и на нивните провинции, 211 година пред нашата ера, 238 година од нашата ера, од авторот Даница Размовска-Бачевска. Промоцијата се одржа во спомен куќата на Христо Узунов. Како домакин се обрати директорот магистар Горан Патчев со осврт на Меѓународниот ден на музеите како празник на музеите и дискусија околу универзалната идеја за музеј без граници, како тема на интерес на годинешната прослава, односно вмрежување на музеите кои соработуваат заради збогатување и модернизирање на музејските наративи и инклузивност. Во таа смисла се спомна соработката со музејските мрежи на ИКОМ, Балканската музејска мрежа и мрежата на европски градови со тврдини Форте Култура. Промоторот Јордан Каматова говореше за делото и авторот, а авторката Даница Размовска-Бачевска даде детално излагање на содржината на изданието, која е несомнено од голема важност за светската нумизматика. Циркулацијата на монети во Охридската тврдина од 3 век пред нашата ера до 3 век од нашата ера го потврдува фактот за Лихнит, Охрид како регионален центар во античкиот период. Разнообразието и богатството на изложениот нумизматички материјал од Лихнит е резултат на неговата географска положба и на рудните богатства во античка Македонија, кои довеле до силна монетарна продукција, што била основа за внатрешната и надворешната стокопарична размена во трговијата од тоа време на овие наши простори. Турски државјанин починал во автобус кон Свети Наум. На 18 мај во 11 часот и 30 минути во СВР Охрид било пријавено дека во автобус кој превезувал група туристи од Република Турција кон туристичкиот комплекс Свети Наум починал 64 годишен турски државјанин. Смрт без траги на насилство констатирал лекар од итната медицинска помош, а увид на местото извршила екипа од СВР Охрид. По насоки најавен обвинител, телото на починатиот е предадено на погребално предпријатие, информира портпал ролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.